Najprve да се заблагодарам на општина Пробиштип и на Домот на културата Световски рудар од Пробиштип, кои секогаш ги отвораат вратите за производите, за она што го дал Господ преку даровите на Духот од скрб и утеха. Кога доаѓаме тука, се чувствувам како да доаѓам дома, бидејќи среќавам луѓе со отворено срце, какви што се македонците секаде каде што ги посетуваме вон границите на Република Македонија. Со Страшко, вашиот сограѓанин, сме биле на многу места. Македонецот е еден даруван облик од Бог. Кога ќе дојдете кај него дома, ќе ви ја даде најдобрата постела, најдобрата соба, ќе ви извади се што има. Ако треба, тој ќе спие на земјата, вие да спиете во неговиот кревет. Тоа е пребивање во љубов. Македонија е посебна земја. Навистина е посебна. Кога ги слушам убаите пиринци како пеат зад мене, ми пее душата. Во една драма што игравме со театарот на скрби и утеха, Чернодрински експрес, Страшко го играше Војдан Георгиев Чернодрински, кој трга со возот и 100 години не може да стигне во Македонија, бидејќи опозицијата ги краде шините. Не може возот да стигне и тој вереше кога ќе дојдам во Македонија ми пее душата. И мене на вистина ми пее душата. Видете, ние можеме да повлечеме паралела Македонија, најстарата нација во Европа. Колкинскиот неолитски театар, каде што македонците 2000 години пред овоплотување на Исус играле театар. Каде што 1600 години пред метонот Атина има попрецизен календар на звездите. Митскиот македонски цар Орфеј кој им ги дал словата на македонците. Македонецот пие рипеонката, мајка и татко родители на 9 музи. Зашто да зборуваме? Аристотел, татко на науката во антиката, кој имаше пророчко слово да рече Бог е самиот живот и да рече дека зборот, неговата заменска и суштинска форма е светлина. Подосна ќе се поистовети, Исус вели, јас сум патот, вистината и животот, и го потврдува пророчкото слово на Аристотел, и познато е и рече Бог нека биде светлина, дека овој свет е создаден од светлина, од зборот кој е светлина, тоа е пророчкото слово на Аристотел. Зашто да зборуваме за апостол Павле кој доаѓа во Македонија, за свети Кирил и Методија, за Климент и Наум кои дарувале слова и описменија половина Европа, за поп Богомил со тајфата кој замина во Европа и од него се повлијаени катарите и патарените од кои произлезе на протестантската црква, или за Адам од Говрлево, денеска бевме во археолошкиот музеј, кој е метафора, значи од глина создаден, првата машка фигура 5000 години пред нашата ера. Милош Билдија ќе речеше Македонија е земја каде што на секој одреден период се јавуваат Божји проблесоци. И сепне и упреку со Страшко првата представа која игравме заедно се викаше Ние. Тој го кажуваше текстот од апостол Павле, вие го знаете, ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. Значи, ако македонецот не го познавал Бог, не можел да го повика. И ние сега имаме суштина, народ именуван и запишан во живото слово, во Божјото слово, во Божјиот катастер. Последната представа Некрстени денови, на крајот на представата, еден од актерите велеше, не нема во европскиот катастер, но не има во Божјиот катастер. Бог што составил човек не може да избрише. Два народа се важни во Светото писмо. Едните се евреите, народ што има договор со Бог, а вторите се македонците, народ кој го повикува Бог. Не заборавајте, евреите имаат договор со Бог, ги имаат светите книги, но тој дојде кај нив и тие не го познаа. Дојде кај своите и своите не го примија.
Потоа Господ во 15-10 дела на апостолски вели: ќе изберам народ меѓу незнабожците кои ќе го прослави моето име. И тој народ, потоа е апостолот Павле, го сонува македонецот. Бог вели: ќе дојдам при вас. Откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам низ Македонија. Македонија е папок на светот. Така е наречена од умни луѓе, од Духот Божји кој создал се. Тука има родение на новиот човек по облик на небесниот. Джулиан Бек, представникот на Living театарот, ја кажува познатата реченица: не одам во синагога, одам во театар, каде што ќе се роди новиот човек по обликот на небесниот. Ние зборуваме за македонец, категорија на човек, со отворено срце за љубов, срце што простува, и покрај тоа што не негирале, не убивале, ние им простуваме и чекориме со Бог, чекориме во светлината, ги пееме песните и со леп и вино даруваме љубов. Велми така ја исполнуваме првата и основна и последна Божја заповед. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Тоа подразбира ние македонците во Вардарско слободно, без пречки, без граници да ги љубиме македонците во Пиринско, во Егејско, во Престонско, во Албанија и на секаде каде и да се. Човек кон човек, основната потреба, македонецот кон македонецот треба да ја покаже својата основна љубов. Не можете да го љубите светот и другите, а да не се љубите себе си, да не го љубите македонецот. Ние зборуваме за категорија на дарување на љубов. Затоа македонските носи, македонските песни, македонската духовна култура било каде да отиде пленува, затоа што во неа е духот на нашиот Отец. Ребека Вест, американската новинарка која била во Македонија пред Втората светска војна, има запишано: уметноста во Македонија не е технички трик, туку духовна, суштинска врска со Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос. И велми и упреку, македонци, не плашете се додека Божјата љубов е во вашето срце, додека знаете да се љубите меѓу себе. Оти Бог запишал во Светото Писмо: ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ќе минам по Македонија. Ех, Македонијо, колку си возлюбена од самиот Отец. Но имаш ли љубов да се љубиш себе си, да се љубиме едни со други и да чекориме по патот на љубовта? Мир вам! Пејте, пиринци, нека екнат гласовите меѓу земјата и небесата. Македонците пеат и го слават Бога. Армакедонски слави, Армагедон ести, станете мртви, да влезат живите, да влезат македонците. Македонец е човек кој го повикува Бог. Останете во љубовта. Амин.